Веле Трпевски, кому ова ќе му биде втор мандат како амбасадор во Албанија, поздравниот дел од своето излагање го кажа на албански јазик. Македонија и Албанија имаат соработка во секоја сфера, особено со тоа што и двете земји се залагаат за членство во Европската унија и имаат традиционално пријателски односи, рече тој. Како соседи немаме отворени прашања. Нормално соработката уште повеќе се продлабочи преку нашата заедничка интеграција кон Европската унија, како и заедничкото членство во НАТО и соработката која што ја бележиме во овој дел. Дополнително важно е дека започнавме процес на заеднички владени седници. Тоа е еден процес кој што започна во 2017 година. Продлабочување на политичките односи и економската соработка, потоа зајакнување на меѓупарламентарната соработка, одржување редовна комуникација со данските институции, иницирање средби во области кои се од заеднички интерес за двете земји, ангажирање на диаспората се дел од приоритетите што ги изнесе идниот амбасадор на земјава во Кралството Данска Фадил Зендели. Danimarka jem mbështetje për perspektivën evropiane të vendit, duke theksuar se zbatimi i reformave është me rëndësi kyçe për integrimin e mëtejshëm të vendit në BE. Qëndrimi zyrtar i Danimarkës është e shtetet aspirante për BE, të cilat kanë përmbushur kriteret e Kopenhagës, duhet të bëhen pjesë e BE-s. Никола Блажевски својот иден дипломатски ангажман во Украина очекува да биде со многу предизвици, поради тоа што таа земја се соочува со руската агресија и се до тогаш тој ќе биде нерезидентен амбасадор. Блажевски вели дека покрај унапредувањето на меѓусебните односи, многу е важно да се следи и начинот на кој Украина ќе го приближува своето членство во Европската унија, особено поради проблемите што таа ги има со скоро сите нејзини западни соседи, а кои се членки на Европската унија. Посебно ќе биде интересно да се следат и евентуалните модалитети кои Европската унија ќе ги предлага во процесот на интеграцијата на Украина во Унијата, а би се однесувало и на другите земји кандидати. Ќе биде интересно да се следи навистина оваа работа, бидејќи Украина со некои своји соседи има можеби не отворени прашања, а работи кои би биле можеби во одредени моменти спорни, би биле можеби злоупотребени. Инаку своји испраќања во дипломатските представништва чекаа 9 амбасадори. Еден од нив е екс-министерот за европски прашања Орхан Муртезани, кој треба да замине како амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Нови дипломатски представници на земјава ќе има и во Лондон и Хаг, а се очекува да бидат испратени и уште 20 представници во конзулатите во Мелбурн и Атина.